Не се виновни луѓето кога мислат дека кокосовото масло е здраво. Едноставно, некој се погрижил тие да бидат дезинформирани. И тој некој тоа го направил на глобално ниво. Во неодамнешна студија во Соединетите Американски држави, 72% од американците се изјасниле дека кокосовото масло е здрава храна. Во истото истражување, прашаните нутриционисти во 37% го имале истото погрешно мислење. За среќа не ги прашале моите колеги лекарите. Мислам дека немаше да поминеме добро. Зошто има толкова разлика помеѓу јавното мислење и научната вистина? Одговорот е јасен. Маркетинг. Науката е недвосмислена. Кокосовото масло не е здрава храна. Зошто? Дури 90% од кокосовото масло го сочинуваат заситени штетни масти. За споредба, путерот има само 64% заситени масти, говецката маст 40%, свинската исто така 40%, а кокосовото 90%. Премногу заситени масти го покачуваат нивото на лошиот холестерол во крвта и придонесуваат со тоа за развој на кардиоваскуларни болести. Дури и ако се употребува, тоа може да се прави ретко или пак колку за вкус, но не гледам причина зошто би морало. Единствената добра употреба на кокосовото масло е нега на кожа. Па така, ако сте го купиле, не мора да го фрлате. Уште едно растително масло бара расветлување и треба да се спомне. Палминото. Се сеќавате како пред некоја година во Италија се крена врева околу можноста популарниот крем Нутела да биде наводно канцероген. Епа, токму палмината маст беше осомничената состојка. При тоа алармот не беше заради високата содржина на заситени масти, туку главната причина за загриженост беше можноста палмината маст да биде загадена со предизвикувачи на рак. И палмината маст содржи висок процент на заситени масти. Од тука, предупредувањето е дека треба ограничено да се употребува, особено во ситуации за исхрана на пациенти како например со дијабетес. Меѓутоа, процесот на производство на палмината маст бара извонредно високи температури, па најдено е дека во таа постапка доаѓа до создавање на концентрации на супстанции кои може да предизвикаат рак. Освен тоа, во јануари претходната година, во познатото списание Nature беа објавени резултати од студија според кои палмитичната киселина, главен дел од палминото масло, го поттикнува ширењето на метастазите преку CD36, специфичен ензим кој се наоѓа во малигните клетки. Една официјална изјава на Европската агенција за безбедност на храната потврдува дека обработката на палминото масло на над 200 степени Целзиусови придонесува за создавање на глицидил масни естери, за кои е потврдено дека имаат канцероген потенцијал. Без да навлегуваме во пресметки за тоа колку од одредена субстанција е доволно за да предизвика рак, додека се расчистат овие дилеми, колку е прочистено палминото масло или не е, може би е безбедно да одбереме да го почитуваме принципот на предпазливост кој вели: секогаш кога не достигаат научни факти за да бидеме целосно сигурни, а постојат основани сомнежи за неповратен ризик за човекот или околината, безбедно е да се сгреши во интерес на предпазливоста. Значи, некогаш е доволен и сомнеж за да се препорача избегнување на одредени производи. Таква е и палмината маст.